Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со Трета порта, интернет политички магазин, кој ви ги носи најновите случувања од изминатата недела во светот на интернетот, на социјалните мрежи. Тука се коментарите, анализите околу се она што е актуелно што се случува во Македонија, а најактуелно оваа седмица беа распишаните избори на 5 јуни, на кои ќе учествува само една партија, тоа е само една коалиција, предводена од ВМРО-ДПМН. Најмногу коментари се разбира има околу ова прашање. Тие коментари се поврзани околу тоа дали е можно да се тоа навистина избори ако на нив учествува само една партија, а трите останати најголеми партии во Македонија решија да не учествуваат на тие избори поради, како што велат, немање минимални услови за фер и демократски избори. Почнуваме со колумните. Ова е на Јана Колева и која вели апсурдот на избори без избор. Во изминатиот период бевме сведоци на кршење на правниот систем по сите нивоа и ете, си начекавме дури и отфрлање на самото начело на плурализам, со систематско зафркавање на народот во здрав мозок и внимателно напредување чекор по чекор во недозволивото. А водени од филозофијата, ајде да видиме до каде можеме, ВМРО-ДПМН конечно не дотурка пред бездна, од која нема враќање. Или ако има, ќе има макотрпно ползење назад по истата стрмнина по која се струполивме, во кое драгоцени години од животот ќе фрлат уште генерации. Тоа што го изгубивме, кредибилитетот пред меѓународната заедница и веќе одамна сме ставени во кош со банана државите, а е помалку страшно од она што сите ние го чувствуваме на сопствена кожа. Тоа е колумната на Јана Колева, апсурдот на избори без избор. И како во сите колумни се протнува по некој збор кој не може да биде прочитан на телевизија, па така мораме така во живо да го интерпретираме, да го смениме со некој друг, но реченицата мора да има сепак смисол, нели? Одиме со Жарко Трајановски, експерт за човекови права и аналитичар кој сега пишува: зошто Груевски сака на избори на 5 јуни по секоја цена? Ете, Трајановски е сликан и со мајца на СЈО како поддршка. Затоа што само на еднопартиски избори Груевски може да формира влада. Груевски е свесен дека на повеќе партиски избори, кои би биле фер и слободни, има минимални шанси да формира влада. Веќе нема 3 пратеници од диаспората, 3 од карти, затоа што диаспората не пројави доволно интерес за избори. Неколку партии ја напуштија неговата коалиција, Демократскиот сојуз, Дом, НДМ и уште помали, па Груевски е принуден да симулира широка коалиција со дури 6 ромски партии во неа. Довербата во Груевски е сериозно разнишена по општата амнестија на злосторничко здружение за изборен криминал, па се потешко и поскапо функционира системот на обезбедување доверба со притисоци врз администрацијата, заплашување на гласачи и купување на гласови на големо и мало. Ерол Ризаов во своето ќоше, како што се нарекува неговото место за колумни, има промовирано еден нов термин за овие избори и Ризаов ги нарекува селфи избори, по-популарното селфи кој се употребува на социјалните мрежи. Селфи избори со пицети и пелети. Го гледам деновиве на телевизиските екрани поранешниот премиер Никола Груевски како во пресред на селфи изборите рекламира грејење на пелети. Слично како во оној рекламен спот, кога еден глумец што зборува како италијански мафиозо и препорачува да јадеме пицети, па вели Марко не сакаше да јаде пицети, па следува сликата како Марко со камен обесен на вратот го фрлаат од брод. Или како еден друг што не сакал да јаде пицети, оди со нозе заковани во бетонски чевли. Демек, кој не јаде пицети, го стасува раката на мафијата. Додека пак Груевски зборуваше толку се добри пелетите за затоплување на домовите среде лето, не знам зошто ми заличи на истата реклама, само
што пицетите се за јадење, а пелетите за грејење. Селфи избори со пицети и пелети, вели Ерол Ризаов, а во текст на Дојче Веле се поставува прашањето: дали ова е листа за избори или за пазарење со коалицијата? И во овој текст има мислење на професор Ѓове Кекеновски, кој е дел и од движењето и од форумот на патриотите и кој сега пишува за овие прашања. Се работи за забегана политика и нерационални дејства и постапки кои се исклучиво наменети да се спаси што може да се спаси. Иако и самите знаат дека крајот е се поблизу. Да поднесувате кандидатски листи, а при тоа да сте договориле и да сте се согласиле дека ќе нема избори на 5 јуни, тоа значи дека врхушката има две цели. Првата цел е во овој момент да не се разочара веќе изманипулираното членство и да не се заврти против нив. Членството по кој знае кој пат повторно е излажано и конечно и најтврдо корните ќе се убедат во лажниот патриотизам и бесмислените приказни на криминализираното раководство, наменети исклучиво за нивен личен спас. Втората причина е обидот додека не се разочарало членството, додека може тоа да се користи како топовско месо и како адот во преговорите околу повлекувањето или поништувањето на аболицијата со веќе излетената закана зад нас стои народот или народот ќе одлучи. Тоа го пишува професорот Кекеновски, тоест го изјавува. Аналитичарот Сашо Клековски зборува за тоа, за појавата на избори да оди само една партија. Тоа е во текст на Радио Слободна Европа, кој е насловен ВМРО ДПМН кампања или фарса. Ете, тука е ставена илустрација. Според аналитичарот Сашо Клековски, одењето на една партија на избори, без другите главни политички партии, не може да биде решение на политичката криза и заедно со одоговлекувањето на правната и политичка разврска, ова е, како што вели, едно од најлошите можни решенија за Македонија. Ова го велам без разлика дали по изборите на 5 јуни би се организирале нови избори, бидејќи мислам дека одржувањето на еднопартиски избори ќе биде уште еден чекор на оддалечување од договорот од Пржино и колку и да постојат изјави дека потоа би можело се да се врати во ред, мислам дека тоа ќе станува се потешко, вели Клековски. Тоа е тој текст. А дел од аналитичарите велат и дека не само што изборите на 5 јуни треба да се одложат, туку дека и одржување на такви избори на есен е се уште невозможно, бидејќи кратко е времето за да се подготви теренот да се одржат фер и кредибилни избори. Тие велат дека изборите треба да се одржат заедно со локалните. За ова зборува Иван Величковски, кој е претседател на Либералната партија. Неговата колумна е насловена: кој ќе му фрли појас за спасување на Груевски? Па Величковски додава: резимирано, датумот за парламентарни избори мора да биде најрано заедно со локалните избори, а ако треба и подоцна. Едноставно, локалните избори не може да бидат поправен испит за промашување на лошо подготвени парламентарни избори поради четворен договор. Ниту една влада надвор од експертската концентрациона нема да има кредибилитет за подготвување на изборите, ослободување на медиумите и постгруевистичко оспособување на институциите. Ниту едно собрание избрано со постојан модел нема да ја одрази граѓанската волја, туку волјата на неколку партиски лидерства. И ниту еден избирачки список нема да биде реален ако не му претходи попис што ќе ги расчисти дилемите и дубиозите. Тоа е колумната на Величковски.
А меѓународната заедница, предводена од Соединетите држави и Европската Унија, веќе неколку пати повтори дека нема да признае избори кои нема да бидат кредибилни, а Европската Унија веќе има и сосема директна порака која се однесува за изборите кои се закажани за 5 јуни. Маја Коцијанчик, која е портпарол на Европската комисија, вели најдиректно дека Европската Унија нема да ги признае изборните резултати од 5 јуни. Европската комисија нема да ги признае изборите или пак изборните резултати од 5 јуни, изјави портпаролката на комисијата за Дојче Веле. Коцијанчик исто така предупреди дека последните потези ќе имаат сериозни последици и дека Европската комисија жали што континуираната политичка криза на тамошно ја оддалечува земјата од евроатлантските аспирации и нотира дека неколку партии не поднесоа кандидатски листи до Државната изборна комисија во рокот за тоа. Сметаме дека не се исполните ниту минимум услови за овозможување веродостојни избори на 5 јуни, кои би можеле да бидат признаени од меѓународната заедница, вели Коцијанчик. Европската комисија во повеќе наврати ја посочи потребата за прочистување на гласачките листи, обезбедување на балансирано медиумско известување и истражување на заканите врз гласачите. Тоа го вели Коцијанчик. А во време кога меѓународната заедница најдиректно го повикува претседателот на собранието Трајко Велјановски да го свика собранието и да ги одложи изборите на 5 јуни, Трајко Велјановски отпатува на пат во Рим, кој е вон предвидениот датум за чествување на Свети Кирил и Методи, но и Трајко Велјановски се огласи од Рим, од каде повтори дека тој според уставот не може повторно да го свика собранието. А сега и дел од академиците го повикаа Велјановски да го стори тоа. Овој пат тоа е доскорешниот претседател на академијата Владо Камбовски. Еве еден од насловите каде Камбовски до Велјановски му вели: врати се од Рим, државата се распаѓа. Зошто го комплицирате ова со изборите? Прашува Камбовски. Нема потреба. Еве го 5 јуни, кампањата на единствената пријавена партија за избори ќе почне. Ќе почнат луѓе да се тепаат по улици. Ќе настане општа конфузија, збрка. Одговорноста да ја повлечете одлуката за распишување на изборите е лично ваша, му се обраќа Камбовски на Велјановски. А Државната изборна комисија, кога сега е ставена пред тешки одлуки, дел од медиумите известуваат дека незините членови не знаат што да прават и дека ситуацијата внатре во комисијата наликува на познатата хумористична серија британска Монти Пајтон, бидејќи се распишани избори со само една листа, што е до сега неслучено во Република Македонија и појава која не е забележана во ниту една земја со плуралистички систем до сега во светот. Еве еден текст за тоа, насакам да кажам, каде насловот е дека Дик не знае што да прави ни со изборите, ни со себе. Тука е ставена една илустрација од претседателот Чичаковски. Членовите на Државната изборна комисија глумат нормалност во ненормална ситуација и тоа веќе наликува на сцена од Монти Пајтон, велат за сакам да кажам извори од Дик. Задачата на овој состав на Дик за прв пат во 25 години откако Македонија е независна и демократска држава е да организира демократски фер избори со само еден учесник во изборите. Изборната кампања на коалицијата на ВМРО ДПМН официјално започна, а членовите на ДИК вчера не успеа да се договорат што ќе прават со изборите закажани на 5 јуни, кои ќе бидат еднопартиски. Тие се однесувале нормално и во неделата кога требаше да организираат жребка за редниот број на гласачките ливчиња и за распределба на локации за политичко рекламирање на рекламни паноа и билборди. Тоа е тој текст. Продолжуваме со останатите реакции. Одиме со Стојан Андов, кој вели:
Очајниот Груевски се игра со државата, ама се игра и со својата судбина. Тој призна дека овие избори нема да бидат одраз на желбата на народот. Се игра со државата, ама се игра и со својата судбина. Нема сериозност во сето тоа, нема промисла, нема државнички елементи. Тоа е се против интересите на државата. Се што заговара, се што преговара сега е против интересите на државата и на народот, се разбира. Андов јавно им сугерира на партиските членови на ВМРО ДПМН да не одат на такви избори, туку да се сконцентрираат со одговорности и казни на оние што ја причинија кризата, чиј водач е Груевски. А Стево Пендаровски, професор и председателски кандидат, вели дека според негово мислење председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски ќе оди сепак на изборите на 5 јуни сам и дека тој мора тоа да го направи за да го врати разнешаниот авторитет кај членството, вели Пендаровски. Имено веќе еднаш изборите се одложија. Ако се одложат и сега, и ако има трет датум за избори, кај неговото членство ќе се создаде незадоволство и апатија. Тие ќе мислат што е нашиот лидер, кој фактор е. Поради тоа ќе оди до крај, ќе освои апсолутно мнозинство на изборите, ќе формира едно партиско собрание и влада и на тој начин ќе се обезбеди подобри позиции во идните преговори и со меѓународниот фактор за новиот датум за некои следни избори. Тој не крие дека нема да има нови избори, но во преговорите за нив ќе стартува со поцврсти позиции. Во оваа влада сега нема целосна контрола, а во еднопартиска ќе биде апсолутен владател, вели Пендаровски. А Бранко Тричковски, новинар со интересен статус на Facebook, како и секогаш со статусите на Тричковски, кој вели дека ВМРО ДПМН ќе изгуби во било која опција. Тричковски пишува: ВМРО губи. ВМРО ДПМН ќе ги загуби изборите на кои ќе биде единствен кандидат. Навистина, ставете го Груевски прв на листата. Ставете го да биде председател на Државната изборна комисија, шеф на полицијата и председател на управниот, на Врховниот и на Уставниот суд. Директор на МРТВ и на Шител, шеф на мисијата на ОПСЕ ОДИХР, се тоа заедно и пак ќе загуби. Тоа е бе Николче, нема правда, нема спас. А Бранко Геровски пишува и за улогата на Али Ахмети во целиот процес што се случува во изминативе 10 години и колумната на Геровски е насловена Груевски Ахмети 8 години корупција, верност до смрт и омраза. Значи се работи за една поголема колумна која ги разглобува политичките, меѓуетничките односи во изминатава деценија од прилика и има еден дел кој зборува за, како што вели Геровски, вината на Али Ахмети. И тука пишува: за жал, Али Ахмети ја прифати таа игра и врз тие темели тој и Груевски изградија куќа што издржа цели 8 години. Нема дилеми дека голем дел од луѓето во врвот на ДУИ се офајдија од таа коалиција и тие се нераскинлив дел од кликата на Груевски, која во иднина веројатно ќе се соочи со сериозни обвиненија за криминал и корупција. Без оглед на сегашната исправна постапка да му сврти грб на Груевски, Ахмети еден ден ќе мора да се соочи со сопствената политичка одговорност за непринципиелноста во водењето на земјата, за долготрајното застанување на евроинтеграцијскиот процес и за неоправданата поддршка на еден режим што нема врска ниту со демократија, ниту со интеграции. Тоа го пишува Геровски. А кога сме веќе кај Али Ахмети, сега ќе продолжиме со една тема која е извадена од страна на дневниот весник Дневник, кој со својата уредувачка политика според сите релевантни извештаи и мониторинзи што се прават од страна на стручни и професионални тела, веќе целосно има еден
провладен начин на водење на уредувачка политика во која се глорифицираат ставовите на владата и на владеачката ВМРО ДПМН, се демонизира и напаѓа опозицијата. Сега, од страна на Дневник, а тоа подоцна е пренесено и од други медиуми кои се во склоп на тој медиумски чадор, излегува една теза дека наводно доколку пропадне договорот од Пржино, Али Ахмети и Дуи ќе отидат еден чекор понатаму кон федерализација, ќе направат собрание на северозападна Македонија. Имаме реакции за ова и коментари, но да го видиме првин тој текст. Значи, Дневник објавува: Дуј ќе формира собрание на северозападна Македонија. Блокада на работа на собранието, владата, институциите, раководени од функционери на ДУИ, формирање собрание на општини од северозападна Македонија, па се до напуштање на извршната власт, се некои од опциите кои се намаса пред партијата на Али Ахмети во случај да пропадне договорот од Пржино, велат високи функционери на ДУИ за Дневник. За да се спроведе договорот од Пржино, можно е партијата на Ахмети да се радикализира и да испорача барање да се формира собрание на општини од северозападна Македонија по примерот на заедница на српските општини во Косово. Ете, тоа е таа информација која ја пушта и лиферува Дневник. И за ова веднаш одиме со коментари. Едниот од нив е од Тодор Ношпал, ортопедски хирург и член на движењето Фродем. И Ношпал пишува на Фейсбук. Значи конкретно за овој напис: Веќе познато сценарио и веќе познато матење вода од страна на Ахмети, а сигурно и во договор со Груевски. Повторно се игра со огин. Не верувам дека на граѓаните на Македонија со албанско потекло им одговара вакво сценарио, бидејќи сигурно нема да заврши како порано и може да изгубат многу се заради неколку криминалци од ДУИ и ВМРО ДПМН. Тоа го пишува Тодор Ношпал. Роберт Милевски на Фейсбук со еден краток коментар вели: За несигурната иднина на Груевски сигурно се уништува републиката. А по протестите на шарената револуција, во кои се таргетираат и дел од спомениците од Скопје 2014, во јавноста се појави една група на жени кои велат дека се собираат сами, самостојно, спонтано, кои одат и да ги чистат спомениците. Но дел од медиумите веќе објавија дека тие жени се собираат и се организираат од страна на еден центар и дека тоа всушност е дел од партиска стратегија. Еве, порталот Либертас објавува пораки со притисоци за спонтано во наводници чистење на споменици. На социјалните мрежи објавени дел од параките преку кои се вршат притисоци на жените за чистење на споменици и објекти обоени во шарената револуција. И еве дел од тие пораки. Почитувани, акцијата за чистење на спомениците станува се помасовна и од таа причина потребно е утре, на 14.5 во 10.30 вие лично и уште 5 членки од вашиот месен комитет, така натаму, да се вклучиме, а ќе се чекаме на паркингот спроти Holiday Inn. Ве молам потврдете кај Наташа за присуство на членките до 21 час од вечерва. Поздрав! Ете, тоа се тие SMS пораки кои повторно излегуваат во јавноста, исто како и порано кога се правени вакви обиди за спонтано собирање. Ацо Станковски, уметник, пишува дека шарената револуција според него е плагијат и затоа немало да успее. Станковски вели: Кога една концентрација или проект ќе почна да се повторуваат и по неколку пати, тогаш е јасно дека овој доследен тип на стратегија е осуден на неуспех. Така ќе биде и со шарената револуција и со сите оние проекти за дестабилизација на Западен Балкан плюс Бугарија и Грција,
што НАТО и ЕУ чадорите со нивните трабанти ги имаат во план за наредниот период. Ке биде трагикомично да се гледаат овие недоделкани и гротесни обиди за повторно да се воспостави страво влада на американските разузнувачки мрежи заедно со очајно истормозените терористички групации и нивните локални политички чанколисци, кои под плаштот на демократија и правда, нема мир, поддржани од платените квази-авангардисти, прогресивните абонирци на плутократот и робовласник, тиранскиот собственик на НВО комплексот и неговите загари, како се обидуваат да остварат преврати на секаде наоколу, а всушност ке се сплеткаат во собствената стапица. Тоа го пишува Ацо Станковски. Во колумната Плагијат. Емисијата сега ја продолжуваме со уште неколку содржини кои остануваат пред крајот. Една од нив е повик од член на ВМРО ДПМН до лидерот на партијата Никола Груевски да даде оставка. Ова е напишано во видна колумна, едноставно насловено оставка. Се работи за Глигор Стоименов, кој вели: како член на партијата имам полно право да барам од вас Груевски да се повлечете од функцијата председател на ВМРО ДПМН. Воопшто не е точно дека редовите се збиваат. Тоа го креирате поради создавање на лажна перцепција дека се е во ред, но добро знаете дека ништо не е во ред. Постои огромен ризик воопшто да нема одржување на предвремени избори во догледно време, току голема опасност од конфликти и судир меѓу граѓаните. Дали сте свесен за ова, дали оваа работа води кон конфликт и немири меѓу граѓаните? Дали вреди тоа председателе? Длабоко размислете. Затоа бидете голем човек и кога е тешко. Тоа го пишува Глигор Стоименов. А Димитар Апасиев, кој е и член на Левица, пишува сега за аболицијата, вели дека нема разлика кога таа ќе биде поништена, бидејќи таа нема правна сила, пишува Апасиев. Еве го насловот. И толку. Нашиот демократски устав ниту го познава, ниту го признава контроверзниот институт аболиција. Со други зборови, за разлика од амнестијата и помилувањето кои се даваат на веќе правосилно осудени лица, чинот на аболирање означува ослободување од кривично гонење пред воопшто да биде донесена правосилна и извршна судска пресуда. Значи, додека кривичната поставка е се уште во тек, фактички и правно гледано, ова е директно мешање на извршната власт во суверената сфера која е резервирана за судската власт, а разлика помеѓу помилување и аболиција најблаго речено е колку од тука до Стамбол. Тоа го пишува Димитар Апасиев. И емисијата ќе ја завршиме со една интересна анкета на Институтот за демократија, која се однесува на повеќе прашања поврзани со аболицијата, со шарената револуција, со протестите на ГДОМ и така натаму. Ќе видиме дел од анкетата, не можеме да ја видиме цела бидејќи е исцрпна. Значи се работи за истражување на јавно мислење, за актуелни политички случувања, така е насловено. Институт за демократија. Значи, ова е спроведено телефонски на репрезентативен примерок од 1016 испитаници во периодот од 6 до 11 мај 2016 година. И дел од наодите се: за мнозинство од испитаниците 63% не треба да има избори на кои нема да учествуваат сите партии. За 31% таквите избори се прифатливи. Владата која треба да ја надмине политичката криза треба да биде составена од непартиски експерти или од сите парламентарни политички партии, сметаат 55% од граѓаните. Влада составена преку избори на 5 јуни е решение за надминување на кризата според 36% од испитаниците.
Граѓанските организации и движења треба да бидат вклучени во партиските преговори за надминување на кризата, смета 61% од анкетираните, за 27% граѓанските организации и движења не треба да се вклучат во преговорите. Големо мнозинство, од 76% испитаници не ги оправдува одлуките за помилување на 56 лица за дела поврзани со прислушувањето. Само 16% сметаат дека помилувањата се оправдани. Поддршка за протестите на Протестирам, ГДОМ и Шарена револуција даваат 46% од испитаниците. Секој трети граѓанин, 30%, ги поддржува протестите на Протестирам и Шарена револуција, а секој 8 граѓанин, 12%, протестите на ГДОМ. И тоа е дел од таа анкета на Институтот за демократија. Почитувани, со оваа содржина ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата гледајте секоја среда во 19 часот и 15 минути. Нашето мото е дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика, а исто така останете и со програмата на 24 вести.